Не е привилегија само за оние патници-намерници кои, поминувајќи го патот кон Охрид и Струга, ќе ја забележат населбата Требеништа. Погледот на поминување помалку и ќе ве збуни со оглед на видикот кон споменикот од времето на колективизмот од една и новите градби на духовните објекти од друга страна, како и недогледот на селски домови со архитектура од модерното време. Го оставаат впечатокот дека селото Требеништа е нова населба која со себе ги носи сите предности со оглед на близината на двата туристички центри во државата, односно близината до брегот од Охридското езеро. Слично чувство ќе понесе и патник кој надлетува населбата, полетувајќи или слетувајќи на Охридскиот аеродром, кој е во непосредна близина на селото Требеништа. Видикот е заклонет исклучително од точката на наблюдување со локација на Охридско кајче, што не значи дека кајчето за Требеништа ни е измислен поим. Тие всушност се во состојба да формираат пловни движења на сопствена вода на езерото кое по природен пат се формира нешто пред 50 на години. Односно, патникот-намерник без оглед од каде ја наблюдува населбата Требеништа, свесен е дека во сопствениот джеп држи слика од требенишката златна маска, насликана на македонската валута со апоени од 500 денари. Толку блиску во джебот и видикот на секој патник, а толку далечно од вистинската слика за неговото постоење. Овој запис ја има токму таа намена, да ви ја приближи населбата Требеништа со сите зацкриени вредности и традиционални убавини кои се карактеристични за жителите од ова село. Ако на поминување низ Требеништа вниманието го дружи новиот дел од населбата, котлината од источниот дел паѓа во сенка поради стеснетата конфигурација од влезот на истата. Меѓутоа, доколку и се приде, таа ќе ве пречека со просторни проширувања, односно со поле и плодни ораници, со река и извори за наводнување, со езерска површина и пат во должина од 4 километри со излез на Ливоишко поле. Станува збор за висоравнина благословена со блага клима, поради географската отвореност во насока исток-запад, односно со заклонетост од напливот на северните климатски влијанија. Требенишката котлина била заобиколувана и во случај на налет на освојувачките војски, каде населението не само што работело и творело мирно, туку било во можност да задржи добар дел од сопственото културно наследство, кое по принципот на традиционалната живеачка го пренесувале од колено на колено. Тие немале потреба да градат тврдини кои би ги користеле во случај на збег на населението. Тврдина биле сопствените домови кои повлечени во повисокиот предел од котлината само ослободувале обработлива земја во низината и бескраен видик на ливади и пасишта користени од многобројните добиточни грла. На Требенишкото кале своевремено биле нашите прастари огништа, коментираа требеништани, напомнувајќи дека калето денес е исклучително интересно само за дивите копачи, односно, човек кој ќе покаже интерес за старини или артефакти, воопшто не може да биде копач. Доволно е напоминување низ подножјата да отвори очи и да забележи се. Нашата камера беше сведок како низ површината на земјата се осртуваат човекови коскени остатоци, без при тоа да се копа. Тоа значи дека со векови наназад се таложеле материјални и духовни вредности на требеништани, што ќе не охрабри во намерата за истражување на потеклото и корените на требенишките прадомови. Поинаку кажано, неминовен беше влезот во Требенишката котлина, со намера да ја прошетаме вдолж и попреку. Како патоказ го зедовме зацртаниот пат на носителите на покрсти, кои секоја година на вториот ден од Великден го поминуваат со посета на сите вакавски места. Кинисавме по иста патека, ама во различно време, но и покрај тоа често ќе се среќаваме. Не, само. Во споредба со носителите на крсти, ние низ Требенишкото поле се движевме со земјоделска машина, односно трактор. Се движевме по патот по кој не може да се движи друго возило и колку и да е спор, 4 километри побргу се поминуваат пешки отколку со автомобил 50-те, колку што ги има за обиколницата преку Охрид и Косел до Ливоишта. Требеништа нема сила како местна заедница да го одржува патот, понајмалку да го асфалтира.
Од тука оправдано произлегуваат тврдењата дека ниту една од двете општини низ кои се протега не е заинтересирана за помош. Вака, може би не низ целата должина, ама да се приде со трактор до средиштето на полето порадиорање или собирање на летина, може да послужи како шумски пат. Влезот во Требенишката котлина за нас посебно беше интересен, особено кога ги посматравме остатоците од старите требенишки домови. Тие, навистина трошни или на распаѓање, го оддаваат мајсторството на тогашните градители, кои укажува дека граделе куќи чардаклии, доволно габаритни со можност за сместување на повеќе члено семејство, ама и постави за сместување на добитокот. Тоа значи дека старото село Требеништа се протегало источно од сегашната населба, вдолж Требенишката котлина. Жителите се занимавале со земјоделие и сточарство, а со оглед на пристапноста до блиската шума од каде црпеле градежно и огревно дрво, се чини дека имале пристојна живеачка. Старите раскажуваат дека своевремено полето представувало една глобална ораница, низ која знаело да роди се што ќе се посее. Работливите луѓе како да знаеле да го искористат благодетот што го нуди котлината, формирајќи при тоа живот на хармонија во соодјество со човекот, климатските услови, флората и фауната. Со напуштање на човекот од овој простор, како да се наруши животната хармонија, како да откажаа послушност сите чинители од заедничката среќа. Изворите оформија нови водени корита за сопствениот тек. Ораниците се испостија и дозволија раст на појаки растенија, за добитокот остана малку тревната површина, а многобројните корени од квалитетен костен започнаа да се сушат. Се има впечаток дека од Требенишкото поле сите кренале раце. Се можеби природните невидливи сили кои во времето на немо ги сведуваат работите на природна саморегулација. Така, например, во 1963 година, само неколку месеци пред Скопскиот земјотрес, со лискање на земјата се спојуваат ридовите Равен и Габер, формирајќи го за кусо време езерото, познато во народот како Бобано езеро. Со оглед на проточната способност езерото се исполнува со бистра вода, длабочина над 10 метри и променлива должина од 200 до 400 метри, во зависност од приливот на вода. Се цени дека природната брана од езерото е доволно силна за задржка и на поголема количина на вода, при што не се ствара сомнеш за евентуална опасност од рушење. Велат, единствената загуба е потопувањето на неколку куќи од старата населба, кои се протегале десно од брегот и една воденица. Веднаш по формирањето езерото е порибено со примероци од крап кои денес живеат по некои со тежина од преку 10 килограми. За сега, рибарите се единствените посетители на езерото. Ете зошто во воведниот дел го споменавме Охридското кајче. Само овде е пореално да се роди некое ново, да го наречеме Требенишко. Низ ова наше истражување полека стигнавме и до езерото кое што, како разбрав, е настанато по природен пат. Дали може нешто повеќе да ни раскажете, ако не се лажам, настанало точно пред 50 години? Да, тоа е точно. 63-та година, пред земјотресот во Скопје, овој дел се спушти од озгора. Тоа ни беше селото, продолуваше надолу, овде имаше и куќи, кога се спушти ридот, така наречен Габер, се сравна со Равен и овде ка ни направи точно природно езеро. Тука, баш од овој дел према исток, беше првата куќа на Јордески Науме, а од другата страна имаше куќа, еден член од таа фамилија и тој Никола наш, и имаше и воденца, тоа беше едина воденца од другата страна на езерова. Тоа се викат Бобано езеро. А во зимно време тоа се полнит, се креват нивото на водата многу повисоко, можда и 5-6 метра,
а во должина паѓа тамо горе сигурно уште едно 200 метра повеќе. Така да патот према Левошта што не беше трасиран колку толку, сега веќе него го немат. Старата населба Требениште ја сочинувале поголем број семејства издвоени во повеќе мала. Како големи верници и духовни почитувачи обслужувале цркви посветени на светители, блиски на нивните верувања. Од тука произлегува поголем број на верски објекти кои на забот од времето нудат само остатоци на зидини од камен и по некој обележување изградено во поново време. Велат, обележувањето е колку само да се знае дека светителот не е заборавен и дека кога тогаш на истото место ќе изградат храм. Првото обележје на кое што наидовме е црквата Света Мартинија. Таа и денес е посетена, особено од представници на старите фамилии кои своевремено Света Мартинија им важела како домашна слава. Ова е местото каде ќе се сретнеме со носителите на покрсти. Низ истражувањето за селото Требеништа не доведовте на ова свето место наречено Свети Мартинија. Раскажете ми малку повеќе околу овој локалитет, кој се чини многу интересен. Јас од копамта, удека имаше темелите стоја. Имаше малце некое плекче, некоја заштита, а луѓето го слава имаат Свети Мартинија што слават во селово. И идеја токму уде да раздаваат. Се со името Божие, предлог имав дајано јас, да се напретено цркуле увдека, бидејќи просторија има. Место има, водата е тука, струјата е тука. Господи, помилуј, Господи, помилуј, и можито мед и млеко, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Чекайте, Павле. За Свете Мартинија се вика да се прајт, али кога, ќе видиме, немојме сега ние вака да не се тупаме в гради, остаревне сега, младиве, послабо се интересираат, како да рече се, не се обновуваат овде, еве Света неделя, со двод веше, Свети Никола со двод веше. И дали ќе се мој дренаживе тие големи пари, кои ще за денеска не само да велиме. И зато не се знаат кога ќе се прат. Не многу далеку од последната куќа од старата населба, на јужната страна, на забот од времето одолеваат камени остатоци од црквата Света Петка. Обележувањето го поставил Благоја Дуклески, кој на некој начин овозможил пристојно вномување на светителката. Носителите на покрсти задолжително доаѓаат пред иконата на Света Петка. Низ ова патешествие денес стигнавме и до светото место Света Петка, до пред храмот Света Петка. Раскажете ни малку нешто повеќе за ова место. Света Петка, на лице место ова што гледаме тука, на некој начин е дојдено од наш соселенец, преселен во Охрид, Дуклески Благоја, со неговите деца, тие ги имат направено ова објектче овдека. Овдека се доаѓа масовно со носењето на крстите на ден, Великден.
млеко, Господи помилуй, Господи помилуй. Божито мед и млеко, Господи помилуй, Господи помилуй. Само најупорните ќе го продолжат патот низ долгото требенишко поле за да стасаат до Руса Среда. Посебно умилено место за посета на верниците, особено ако се има предвид значењето на светата вода која извира испод иконата на светителката. Обкружувањето со густо зеленило го збогатува чувството на пријатност, што резултира со поголема посетеност на денот на светецот, кога кумовите ќе поделат ручек за сите присутни. Задолжителна е посетата и на носителите на покрсти. Нашето денешно патешествие не доневеде на уште едно прекрасно свето место кој изобилува со ладовина, со сенка и со духовен мир. Станува збор за Света Руса Среда. Би сакале да слушнеме збор повеќе за ова свето место? Ова свето место се посетува со стартот на носење, на вадење на крстите. Тоа е редовно секоја година и иде со децении. Иначе се посетуваат во секоја среда и кога сакат. Луѓе идат, тука стои вода света која се рачуна лековита и на истиот ден Руса Среда само во објектче црковното место дават и ручек на ова место. Да се помолиме на Господа. Боже, заштити, спаси, помилуј, запази ме со Твојата благодат. Христос воскресе из мертвих, Евангелиус ме поправ, Исус живо гробе живо дарува. Најоддалечената црква која имале старите верници од Требеништа е црквата посветена на Свети Наум. Лоцирана е на тромегието од атарите на селата Требеништа, Ливоишта и Горно Лакочери. Ете веднаш за дридот е манастирот Свети Спас, ни рекоа сопатниците. Најнапред загрижувачки тажно ни личеше пристапниот пат до црквата, најповеќе од причина што едвај се движевме низ површината од негогашните раници, кои сега обраснале во трња и шума. Знае ли Свети Наум дека долги години овде не го посетил човек? Знае. Сигурно и се радува на нашата посета. На среќа, уште некој упорен беше донесол заклон за иконата од светецот, оставил кандило и запалка за свеки. Во неколку наврети заблиста ликот од светецот насликан на иконата. Во меѓувреме нашите придружници разменија присетувања за изгледот на црквата пред 50 на години. Рекоа дека остатокот од зидот од западната страна бил многу повисок и дека на подот се забележувале плочки, мозаично распоредени. По забелешката дека Свети Наум ке се радува со нашата посета, како единствена со години наназад, видикот према земјените дупки произведени од дивите копачи, потврди дека Свети Наум имал и други посетители. Се уште низ патешествието во селото Требеништа стигнавме по тешко пристаплив пат до уште едно свето место.
Ова свето место е посветено на Свети Наум и за чудо некој дури се досетил да направи мало обележје, а се уште не се знае точно кој го донесол ова обележје тука. Нешто малку повеќе ќе ве замолам да ни раскажете околу ова свето место според тие примарни сознанија што ги имате. Да, видиш, во моје знаење удека ова да немаше ништо, само како што рековте, приступ се гледа за приступ. Дека нема приступ да дојдеш од Требеништа до тука, не го ни знат место некој, млада популација. Само ние едино уде што сме ги знаеме. По старата генерација. Во наше знаење беше удека и сите старите, престарите дедовци. Ова беше 1 метро висина ова црквиле, Свети Наум. 1 метро висина. Чистено беше долу, плочки најдоа долу. Плочки. Од тога гледате како се зашуми денеска и гробови, сами ја кажа, и гробови од кога се, и копано од диви копачи, копано. Голем интерес за сознание предизвика влезот на една пештера која требеништани ја минуваат како света врача. Нејзината внатрешност не ни понуди некоја сигурност на движење, па се задржавме само на исказите од жители кои своевремено имале храброст да допрат до 50 на метри од нејзината внатрешност. Тврдеа дека во внатрешноста не се забележани цртежи кои би не навеле на мисла дека станува збор за фреско живопис, односно за пештерна црква. Тоа не се случи и по листањето на каталогот за откриени пештерни цркви во Охридско, иако разнобојната површина на каменот од влезот во пештерата ни доликуваше на икона. Рекоа дека каменот е со повеќе бои. Дали е така? Да го погледнеме уште еднаш. Како да ниспан напредок патот низ просторот од старото село Требеништа. Движењето по нерамен пат и милувањето на гранките надвиснати над него ни оставија по некоја гребнатинка или црвенило на кожата. Посакавме да се вратиме што поскоро, но не поради замор, туку од жилба да го направиме видувањето за селото Требеништа, кое што туку треба да започне. Овој момент ќе се посветиме на нашето село Требеништа. Требеништа е село кое припаѓа на општина Дебрца. Требеништа се наоѓаат на магистралниот пат Охрид, Кичево, Скопје
некаде на 12 километри. Со созревањето на условите за проширување на дејноста на требенишкиот човек, созреа и можностите за проширување на имотите во насока на Струшкото поле, кои во новите климатски и географски услови нудело попристојна заработувачка, особено со фактот дека добивале поблиску 2 пазарно-продажни места, преку кои ќе се нудат сопствените производи. Така, требеништани создаваат нови домови, но надвор од требенишката котлина кои за кус временски период и даваат примат на новонастанатата населба. Како духовни верници и почитувачи спрема сопствениот светец, односно животен ангел-чувар, било логично духовно да се збринат, формирајќи го храмот посветен на Свети Никола, лоциран на простор каде што ќе има место и за вечните домови. Црквата Свети Никола изградена е пред и за време на Втората светска војна, а пред неколку години со донација на иселеници низ светот обновена е и представува вистинска гордост за секој жител на Требениште. Се уште се чувствува свежината на новата градба на црковниот храм или реновирањето на црковниот храм Свети Никола. Кажете ми, пред се кога е реновиран храмот? Храмот е почна да се реновира 2011 година. Со промена на црковниот одбор 2010 постоеше во оваа ситуација со железна конструкција и имаше изградено проект уште од 2000 година, 10-15 години пред да почне. И свативме разговор со децата од странство, има доста иселеници, и го предложиме тој проект и рекоа дека ќе собираат пари во странство и ќе испратат да се реализира тој проект, и 2011 година во септември почнаме со градбата. Градбата не кошаше околу 18.000 евра. Имавме донации од Индијана, Америка, од Нью-Џерси, Америка, од Канада и од Австралија повеќе од 25.000 долари. Така го изградивме ова што го гледате сега. И останаа пари други наредната година 2012 извршиме целата фасада на црквата, е спуштена и нова фасада направивме. Извршена е замена на вратите, прозорите беа железни, ги преправивме и ставивме дрвени. За таа година 2011 потрошиме 30.000 евра, за 2012 15.000 евра. А 2013 ќе видиме, уште сме во градба, се префалиме на другата црква, на малата црква да направиме дренажа. Ќе видиме тоа колку ќе кошта. Наредниот пат ќе го кажеме тоа. Од кога датира воопшто храмот? Храмот почнате да се гради негде 1942 година, кога и поп е првиот поп, или Требенишкиот поп, а 1944 е завршена. Со воспоставувањето на Македонски синод, односно доаѓањето на господин Доситеј и ракоположувањето на господин Климент и господин Ам, се створи услови да црквата биде осветена, и осветена после 20 кусур години. Ево имат осветено господин Климент Битолски, тогашен. И од тогаш се слави на 22 мај летен Свети Никола, или пренесување на моштите на Свети Никола од Анадолија во Бари. Ајде, мајко, врата подотвори, надвор свират зрни тапани. Види, мајко, кој наuro, кажи, покажи, гори срцево. Зетко, меткерко, оро, заоро, на чело сно свирачи. Татко, ти слушише ракија,
Поради големиот број на домаќинства, се спомнуваат повеќе од 150, во Требеништа се оформува училиште, а заживува и некогашната идеја за здружен труд, позната како колективизам. Требеништани како да не се многу горди на огромниот објект од тоа време, најповеќе од причина што денес не можат да функционираат дејностите за кои бил наменет. Сепак, дел од просторот кој го користи местната заедница, како и просторот искористен за продавница или кооперација, како што знаеле да кажат, го држат објектот на сопствените темели. Затоа пак во неговата непосредна близина ќе е изразнат уште безброј објекти од општ значај, како што е случај со изградбата на велелепниот храм, посветен на Света Недела. Тој исто така со донација на семејства со пристојна заработувачка изграден е пред 20 години, истовремено осветен и прилагоден за сите верски почести. Еве едно видување од моментот на осветувањето. Пуштиме слободно. Ќе ви пуштиме внатре, само свештене пати. Тава е. Секој сака да влезе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниже и присно и во веки веков. Призри с небесе Боже и виж, и посети виноград се и утверди, Его же насади десница Твоя. Господи, Господи, погледни од небото и види, посети го лозјето Твој, утврди го, што го насади десницата Твоја. Святи безсмертни. Господи, Господи, погледни од небото и види, посети го лозето Твој, утврди го, што го насади десницата Твоја. То место беше означено како Вакоско и постоеше едно цркве малу, не личеше на цркве на Плевне, а беше заинтересирана најмногу и го одржаваше Танаска Мироска.
И кога рекол не ќе го правиме, таа веќе сам ки се роди, толку беше срцето тука беше. И ни остапи и од местото ни даде, место ни беше тесно, на обшествено од вакот, таа ни попушти. Тоа е, и ние тогаш рековме че го градиме. Ко градиме, не го градиме, дур дојде денот кој ќе да почнеме со градење. Танаска ни пушти од местото. Ние почнавме прво попот го зедоме да расипи на постоечето цркве. Црква која расипидаш. Дојде тој, ние урна првата џарама, после ние си фатиме. Беше Ванđел Донески, Сандре Неловски, Петре Јачимовски, Власе Петрески, Тане Петрески, ние бевме истите. И почна да расипме, го расипавме и продолживме со градба. А пред да продолжиме, појдовме на појќе вако општина кај се градат, да видиме која ќе ни се свиди. Во Струга ни се свиде најмногу, и Света Петка, и тоа не мачеше малу, оти Струга град го градила, ние село кој ќе го гради това. И почна со градење сполајму на народот, диаспората ни многу не подржуваше, ни пушташе пари, а и ние ни еден од селово не откажа да не плати него колку можел, дал. И така го изградивне, и му окладовне тој ден слава. Ние немавме славата. Се од тога и слава си дават вако црквата, не народот. Јас ги насменаво ние што почнаме да градиме, да работиме, а Наум Костовски руски, така го викаат. Со тие 5000 ние ќе откажаме, кој ни избегаат другиве, ама кој ќе му враќат сега париве даени. И во тој случај, со тие пари, ние ќе го градиме. И вистина го градиме. Тана ни пушти танаска од местото, тој со парите, и ние си почнавме. И го изградивме, фала му на Бога, да си е донесено све што требит. На влезот во Требеништа, светица стои насмеана. Река гости дочекува, широм порти отвора. Во чест на света недела, старо младо празнува. Кој за болест спас бара, кој за радост благослов. Света недела, мила светица, слави цело Требеништа. Кој во очите ке те погледне, денот сонце ке го огрее. Денес постојано во Требеништа живеат околу 400 жители. Се занимаваат со овоштарство кое го обработуваат и негуваат по теркот на современата агротехнологија на производство. Во Требеништа скоро и да не постои двор, а да не е исполнет со земјоделски машини. Викаат, може да се живее, ама малку е работата напорна. Од друга страна, необезбедениот пласман го расипува расположението на производителите, ставајќи ги во деловна несигурност. Како се живееше порано, како се живее денес во селото Требеништа?
Pa teško se živeo, selska rabota. Selska rabota, sve so rambanje, noće denje se rabotaše. Se odeše deneska za razlika od nekoga što mnogo nije povarno. Сега, što ne stigat, nema zbora, ma saka da reča, od nekoga špoarno se žive, da što ne su čerašen 80 kusur godini, znam kako i sve što pominao. Porezi golemi plaćame, сега nemam porez. So se malo. Со што се занимавале жителите? Земјоделие. Konačno zemljodelije. Ovo štarstvo nije со брато правилно постои 2-30 тони јаболка. И самите го пласиравме, тоа низ Македонија. И одевне и во Србија помалку. А Македонија редовно. 25 години ѓевđelија одевне секој пазар. Сабајле ноќе во 12 крени, сабајле стасај таму пазари, вечер назад иде си дома. Тоа е тешка работа било, ама не е и сега лесно да се разбереме. Тревеништа има 127 домаќинства со некаде 410 жители. Во Тревеништа има основно училиште. Има осмолетка. За жал, од Тревеништа имаме само едно, најмногу 2 дечина во прво оделение. Тревеништани се едно од најработните луѓе, можда и во цела општина. Скоро секоја куќа поседува трактор. Тревеништани најмногу се моментално занимаваат со овоштарството, лозарството и земјоделски производи. Се произведат многу јаболка. Во најголемите домаќинства што произведуваат јаболка се Зоран Мировски, Зоран Петрески, Милчо и Дончо Бутевски, Џоко Јордески. Има и повеќе, али овие се со поголем допринос. Голема е раздвиженоста на вредните жители од Требеништа во текот на овоштарската сезона. По завршувањето на истата, односно по собирањето на плодовите, требеништани ќе застанат дома за да се одморат. Најпријатен им е во зимскиот период. Викаат, ни снегот со денови не можеш да забележиш човекова стапка. Тоа е од причина што знаат дека движењето да го сведат на минимум, зашто веќе на пролет седење нема. Туку, знаете ли дека носителите на покрсти крстот го закитуваат пред храмот на Свети Никола? Знаете ли дека првата посета ќе им биде храмот Света Недела? А знаете ли дека патот ќе го продолжат низ Требенишката котлина, ќе ги посетат сите цркви од Старо Требеништа и онака изморени ќе паднат пред Свети Никола и ќе се разврзат. Тоа би значило дека се уште не чека работа. Да сте ми здрави и живи. Спаси, Господи, роди Твоја и благослови достојание Твое, победи се православним христијаном нашим, насопротивнија староја, и Твое сохрањај крстом Твоим жителство. Премудрост Христос, истинскиот Бог наш, кој воскреснал мртвите, владе на живите мртвите, кој со смртта е победил на небо гробовите и живот им дарува по молитвите на Света Пречиста Мајка на Свети Никола и на сите свети да не помилува да не спаси, како добар човек од небеса. Амин. По молитвите на светите оци наши,